саботен ден, како што некој овде кажа, денеска оваа сабота, значи, многу поволен број на христијани на некој начин ја слават. Мртовечки ден, како го нарекуваат, барем така мајка ми го викаше. Ден кога Исус лежал во гробот. Јас денеска нема да зборувам во тој правец. Често пати сме зборувале и мислам дека ни е јасна таа тема. Знаете, луѓето денеска, односно од утре, ги изговараат оној познат поздрав христијански: Христос воскресе, мислам Зоран го спомна, да. Вистина или ваистина воскресе. Но друго е прашањето колку во тоа веруваат. И жалосно е што е така. Јас денеска би сакал да го сврта вниманието повторно на духот на пророштвото. Јас барам така имам впечаток, може би и другите, дека се повеќе и повеќе се запоставува духот на пророштвото. Не знам колку време имаме да читаме Библија, како што е од ова место се спомна, а пак колку време имаме да читаме дух пророштво, па тоа е друго прашање. А тоа се зборови на пророкот. Тоа се зборови како што биле зборовите на Амос за тогашно време. На Јона се спомна исто така. Иако Јона бил испратен да однесе порака до незнабожечки народ, меѓутоа еве Амос и останатите пророци имале силна порака упатена до Божиот народ. Имаме такви убави совети и пораки од Божиот пророк за ова време и штета е навистина да се запостават. Денеска ќе се задржам исклучиво на цитати од Копнежот на вековите. Една книга која што мене ми е можеби една од најомилените, ако не и најомилена. Книга која што навистина ме водеше низ еден така потежок период од мојот духовен живот и која што навистина ме охрабри и ме зацврсти во верата и верувам дека овие денешни цитати, практични цитати, значи цитати кои што ќе ни укажат на тоа како Христос живеел, како Христос постапувал во одредени околности. И често пати можеби во животот се прашуваме како е добро да се постапи. Еве, ќе видиме преку овие цитати како Исус постапувал во одредени околности, а верувам дека тој ни е прв и најголем пример. Имаме многу примери на верни Божи чеда во Библијата, меѓутоа Исус секојаш ни е прв и најдобар пример. Може би повеќе цитатите ќе одат во правец на тоа како ние треба да делуваме, да действуваме во овој свет, да ја пренесуваме Божјата реч, а и има дел од цитатите како тоа да се однесуваме еден према друг, значи воопшто према луѓето и према значи човек, така да верувам дека сите овие ќе бидат од голема полза за секој од нас. Па еве вака, ќе започнеме со неговиот живот во младост, живот за кој што Библијата, да не кажам скоро и да молчи, затоа многу луѓе овде многу шпекулираат околу тоа каде бил Исус, што правил Исус. Зошто нема многу податоци околу тоа што правил и како правил. Што мислите, што правил Исус додека да ја почне својата служба? Многу лесно прашање го знаеме. Додека да ја почне својата служба, до своја 30 годишна возраст, што правил? Кај бил Исус? Значи правил столици, правил баси, клупи, или не знам што, се правил нели во тоа време, мислам и па и денеска нели еден тишлер, како што велиме, што се може да направи. Живел едноставен живот. Еве, ќе читаме вели во Копнеж на вековите, живеел повлечено во Назарет.
Исус го избегнувал надвршното покажување или расфрлање. Во текот на сите години што ги поминал во Назарет, тој не е употребувал својата чудотворна моќ, не барал високи положби или некои титули. Неговиот мирен и спокоен живот, внимавајте, мирен и спокоен живот. Тој живеел 30 години со својот татко, со својата мајка, еден мирен и спокоен живот. Без воопшто да нешто посебно се истакнува и биде забележено. Иако уште во тоа време било забележително неговото знаење од Божјата реч, знаеме еден од примерите е спомнат во Библијата, но воопшто не сакал да се истакнува нешто посебно. Вели неговиот мирен и спокоен живот, па дури и молчењето на Светото Писмо во поглед на неговото детство, представува значајна поука и за нас денес. Доколку животот на едно дете е поспокоен и поедноставен, со помалку вештачки возбудувања, а повеќе во хармонија со природата, дотолку е поповолен за развој на телесните, умствените и духовните способности. Мирен, спокоен живот во допир со природата. Не знам, може би имавме прилика, или пак не сме, а имале за 1. мај, да излеземе некаде, може би на пикник, па ете, малку да осетиме тој допир на природата. Ние не бевме, ама да ви кажам право, па на 1. мај, и ако отидете, може ќе доживеете некој допир со природата, меѓутоа ќе имате допир со нешто друго, со галама, со бука, со повторно, со онаа музика од светот и која сте во гужва, нели, на, да речеме, некој излетничко место. Значи не е тоа автентично, меѓутоа, ете, излезете во некој друг ден и реално кажете како се чувствувате кога ја гледате природата, посебно еве мај е, целата е разлистана, зелена. Дали го чувствувате тоа Божје присуство на еден посебен начин преку самата природа? Ја вчера ми се чини, читав и си велам, само ради службата, ради користењето на интернетот, за да се посведочи на овој свет, може би нема тоа да го направам, меѓутоа не е лошо да се проба. Некој човек пробал цела една година да биде без интернет. Би можеле тоа да го сториме? Цела една година, повика, ништо не ми фали, не знам, таму даваше некој свое сведоштво за тоа. Светот не пропаднал. Пазите, тоа зависи како го користите. Еден вид вештачко возбудување. Вештачка возбуда е тоа. Еден куп ги имате денеска. Исус овде ни дава пример дека еден спокоен и мирен живот е многу подобар за развој на умствените, духовните и телесните способности. Значи, целокупниот развој на еден човек. Вред, идеме понатаму. Не се истакнувал. Еко овде тоа, на еден момент и го слушнавме, но еден друг цитат. Царот на славата длабоко се понизил земајки човечка природа. Неговата земна животна средина била груба и одбивна. Неговата слава била прикриена, за да не привлече внимание неговиот величествен надвршен изглед. Видите, една поука за секој од нас, а и поука за црквата воопшто. Не сакал да привлекува внимание со својот надвршен изглед. Зошто? Понатаму вели цитатот. Тој избегнувал секаков надвршен сјај, богатството, земните почести и човечката големина не можат да спасат ниту една душа од смртта. Исус одлучил дека никакви земни убавени не треба да ги привлекуваат луѓето кај него. Значи не сакал со некој надвршен сјај, на било каков надвршен начин да ги привлече луѓето. Не е тоа вистинското. Само убавината на небесната вистина мора да ги привлече оние кои ќе го следат него. Само убавината на небесната вистина. Божјата реч, вистината. Тоа е тоа. Ако ве привлече вистината, ќе бидете привлечени, ќе бидете и ослободени, ќе ве ослободи и ќе живеете еден исполнет живот, оно што ќе живеете во склад на поуката, оно што го зборувавме.
Пророштото одамна го прескажало карактерот на Месијата и тој сакал луѓето да го прифатат него врз основа на сведоштвата на Божјата реч, а не на некој надвршен сјај, на некакво надвршно прикажување. Знаете, денеска цркви се градат, не знам, вакви, не знам, такви велелепни катедрали, џами, не знам, оволкави, толкави, ќе влезете внатре, дивот ќе ви застане. И тоа Христос воопшто не бара такво нешто, и поуката од овде е дека вистината треба таа да биде кој што ќе го привлече човек. И тогаш ќе биде вистински привлечен. Не барал почести, не обрнувал многу внимание на себе, одбивал да стане цар, сеќавате во една ситуација, и тоа после едно големо чудо, на кое што присуствувале илјадници луѓе, откако ги нахранил сите, запнале да го направат цар. Еве што вели овде духот на пророштото. Како размислувале луѓето? Значи, кога го виделе тоа чудо со уште поголем жар, едноставно сакале да го востоличат, веднаш. Еве како размислувале. Вели, оно што ќе направи од Јудеја рај на земјата, тоа е тој, земја во која тече мед и млеко. Тој може да ја задоволи секоја желба, тој може да ја скрши секоја силата, всушност, на образените римјани, значи да не ослободи од римјаните. Тој може да избави Јудеја и Јерусалим, тој може да ги излекува војниците што се ранети во битка, тој може да снабдува цели армии со храна, тој може да ги покори народите и да му даде на Израел долгоочекуваното царство да му даде. Значи, нема што не може. Кој не би сакал таков цар? Денеска, кога би имале таков цар, нема никаква економска криза, нема ништо. Ке уживате, просто. Нема потреба ни од болници. Но, што направил Исус тогаш? Кога народот би се обидел да го подигне на престолот, би дошло до насилство и бунт како прво. Тоа би го подбуцнале свештениците. А делото на воспоставување на духовно царство би било попречено. Че Исус не дошол да воспостави било какво видливо телесно царство, туку духовно царство. Тоа со тоа не оди. Тоа би го попречило воспоставувањето на духовното царство. Тие обиди мораат да се запрат без одложување. Исус ги повикал своите ученици, им наредил веднаш да заминат со чамецот кон Капернаум, сеќавате на таа ситуација, а тој се поблекол горе на ридот и се молел. Иако доле го чекале да го востоличат за цар. Избегал буквално од таква една ситуација. Не барал почести земски. Доека денеска некои и текако му годат такви почести, зборувам за посебно за верски лидери. Видите еден друг цитат. Не се обесхрабрувал. Денеска имате може би многу причини да се обесхрабрите, да ви падне духот, гледајќи што се случува околу вас. Но видите што вели духот на пророштото. Како откупител на светот, Христос постојано бил изложен на привиден неуспех. Еве да ве прашам, колку души обратил Исус? Постигнал некој многу голем успех? Како што вели на едно друго место, исто во Копнежот на вековите, мислам дека беше во Копнежот, кон секого укажувал љубов, значи сите ги сакал, со вечна љубов, а бил осамен, отфрлен, не многу разбран, и вели овде бил често пати изложен на привиден неуспех. Се чинело дека тој, гласникот на милоста за нашиот свет, малку постигнал во делото на издигање и спасување. Меѓутоа, тој не дозволил да се обесхрабри. Преку пророштвата на Исаија тој вели: напразно се мачев и напразно ја потрошив мојата сила. Сепак, кај Господа е моето право и кај мојот Бог наградата моја. Ако Израел и не се собере, пак ќе се прославам пред Господа и мојот Бог ќе биде моја сила. Не дозволил да се обесхрби и покрај привидниот можеби неуспех на неговото дело, на неговата работа. Уште еден исто току, мислам, добар совет за секој од нас. Имал совршен мир. Како тоа Исус имал совршен мир? Веројатно,
ако зборуваме за оние денови на неговата младост, веќе и кажавме, од каде му бил тој совршен мир, живел едноставен, повлечен живот, мирен живот, без никакви возбуди. Но еве да го прочитаме и овој цитат. Во Христовото срце, кое било во совршена хармонија со Бога, царувал совршен мир. Ако имате совршена хармонија со Бога, ќе имате совршен мир. Никогаш не се воздигал, внимавате сега, од каде доаѓа мирот, а од каде пак немирот кај нас, како смртни и грешни човечки суштества. Никогаш не се воздигал поради одобрувањата. Нито ја загубил храброста поради прекорите или разочарувањата. Буквално бил мртов ладен, под наводници ти кажа. И за ласкања, за добри зборови кои што можеле да дојдат до него, кои што биле многу ретки, а ниту пак обрнува многу внимание на прекорите или разочарувањата, на оговарањата кои што ги слушал, а имало еден куп такви, а ние колку често пати мораме да си признаеме, го губиме времето по такво нешто, и после сакате да имате мир. Да не ви скока притисокот, не знам, нервите, не знам што, уште не. Значи, никогаш не се воздигал поради одобрувањата, нито ја загубил храброста поради прекорите или разочарувањето. Останувал со бодар дух и во најголемото спротивставување и најсуровите постапки кон него. Со бодар, со храбар дух. А видите овде понатаму цитато што вели: немирот доаѓа од љубовта кон себе си. Ево од каде е немирот. Свртени сме кон себе. Исус бил испразнат од себе. Која ќе бидеме родени од озгора, во нас ќе биде истиот ум кој бил во Исуса, ум кој го навел да се понизи себе си за ние да можеме да бидеме спасени. Тогаш нема да копнееме по највисоките места, по почести. Најголема желба ќе ни биде да седиме покрај Исусовите нозе и да учиме од Него. Еве кај е мирот. Затоа и вели на Марија, односно на Марта и вели, а Марија го одбра она по доброто. Што одбрала Марија? Да седне покрај Исусовите нозе и да учи од Него. Да седнеме покрај Божјата реч и тоа што е можно почесто, ќе имаме мир. Ќе ни се отворат очите, ќе ни се отвори оној видик да огледаме светот, да ги гледаме другите навредите, разочарувањата со поинакви очи. И тогаш нема да дозволиме на лукавиот да не вознемирува. Бил друштвен и гледал како да допре до луѓето. Еве еден друг совет. Ова е во контекст на неговата, значи почетокот на неговата служба и неговата посета на свадбата во Кана. Види што вели овде. Христовиот начин на работа значително се разликува од работата на еврејските старешини. Нивното почитување на традициите и формализмот ја уништиле сета вистинска слобода на мислите и делата. Тие живееле во постојан страв да не се осквернат. И на тој начин се изолирале самите себе си, немале никаков допир со надвршниот свет. Тие се свети, останатите се за никаде, сите останати се осудени на пропаст. За да го избегнат допирот со нечистите, под наводници овде вели, тие се држале на растојание не само од незнабожците, туку и од поголемиот дел од својот народ, не трудејќи се да му користат, ниту да го стекнат неговото пријателство. Се сеќавате минатиот пат зборувавме за слепиот. Поготово таквите били изолирани. Таквите на кои што им било потребна најголема помош. Од самите свештеници били изолирани, затоа што тоа е грешен, добил казна од Господа, немој, ќе се оскверниш. Исус го започнал делото на реформација стапувајќи во близок допир со луѓето, покажувајќи најголема почит кон Божиот закон, ја осудувал наметливата побожност на фарисеите и се обидувал да го ослободи народот од безсмислените правила кои го ограничувале. Копнел да ги сруши преградите, кои ги одвојувале различните слоеви на општеството, за да ги издружи луѓето како деца на едно семејство. Неговото присуство на свадбената свеченост имало за цел да биде делотворен чекор во остварување на таа цел, да ги сруши оградите, да ги сруши пречките и било какви класни
било какви разлики кои што постоеле меѓу луѓето. Исус го осудувал само угодувањето, значи сега, немајте, доста избалансиран е овој цитат. Отишол на свадбата, го подржал бракот како небесна, мислам, рајска институција, нормално. Исус, вели, го осудувал само угодувањето во сите негови облици. Но, по природа бил друштвен. А ние некојаш имаме склонност некако да покрај осудувајки го само угодувањето, ние всушност осудата ја фрламе и врз луѓето. Па како фарисеите може би се тргаме премногу на страна, премногу изолирано, за да не се оскверниме. Значи, има тука две крајности во кои што може да се отиде. Но, вели, по природа бил друштвен, значи. Го прифаќал гостопримството на сите слоеви, посетувајќи ги домовите на богатите и сиромашните. Да се сетиме на Матеј, цариникот. Имаме од тој случај цитат, меѓутоа еве нема да го читаме во интерес на времето. Замисли си влегол во домот на еден цариник, а знаете каков глас ги биело цариниците во тоа време. Меѓу неговиот народ. Митниците, даночниците, УЈП. Значи го прифаќал гостопримството на сите слоеви, посетувајќи ги домовите на богатите и сиромашните, на учените и неуките, и копнел да ги отрне нивните мисли од прашањата на секојдневниот живот и да ги насочи кон оние работи кои се духовни и вечни. Еве со која цел одел, и одел секаде, не бирал каде оди. Немало разлики за него. Тој не дала никаква дозвола за распуштен живот, ниту неговото однесување било извалкано со некаква сенка на световна лекоумност. Сепак тој наоѓал задоволство во сцените на невина среќа и со своето присуство ги одобрувало дружелюбивите собири. Еврејската свадба бил импресивен настан и незината радост не предизвикувала незадоволство кај синот човечки. Присуствувајќи на свеченоста, Исус му укажал почит на бракот како на божествена установа. Овие цитати можеме дома повторно да убаво во мир си ги проучиме избалансирано, онака водени од Духот Свети, за да ја сватиме пораката и поуката. Еве во контекст на ова уште еден цитат за кој што се вели дека Исус ги срушил, ги урнал класните разлики. На Бога му се омразени поделбите по класи меѓу луѓето. По било која основа. Тој го игнорира сето оно што е од таков карактер. Го игнорира. Во неговите очи душите на сите луѓе имаат иста вредност. Во неговите очи душите на сите луѓе имаат иста вредност. Тој, сиот човечки род го извел од еден човек за да живее по лицето на целата земја. Сите сме од Адам и Ева. Од Адам. Всушност. Одредувајќи им на луѓето одредени времења и граници, нации, така натаму, и нивни живеалишта со цел да го бараат Бога и на некој начин да го напипаат и да го најдат, иако тој не е далеко од ниеден од нас, без оглед на разликите во поглед на годините, положбата, националноста или верските привилегии, сите се повикани да додат кај него и да живеат. Секој кој верува во него нема да се посрами, бидејќи нема разлика. Нема ни еврин, ниту грк, нема ни роб, ни слободен, ни богат, ни сиромав. Сите се среќаваат еден со друг, обајцата ги создал Господ. Господ е еден ист за сите, богат за сите, што го призиваат, зашто секој што ќе го повика името Господово ќе се спаси. Значи, Исус ги срушил сите класни разлики. Исто една убава поука за нас, че не треба да ги делиме луѓето по било каква основа. Еве го начинот на неговото работење. Во следниот цитат. Ќе видиме како делувал Исус. Иако и во претходните доста научивме од неговото делување. Вели Исус не се вовлекувал во различни прашања што создавале раздор меѓу евреите. Неговото дело било насочено кон тоа да ја изнесува вистината.
Значи, не се вплеткувал во некои си, не знам какви дебати таму, кои што би можеле да направат уште поголем раздор, туку неговата цел била да изнесува вистината. Сега, вистината после понатаму самата прави разделби и раздори, во зависност од тоа кој како ќе реагира. Ќе ја прифати или ќе ја отфрли. Неговите зборови фрлале силна светлина врз учењата на патриарсите и пророците и Светото писмо за луѓето изгледало како ново откровение. Никогаш дотогаш неговите слушатели не ја согледале таквата длабочина и значењето на Божјата и таквото значење на Божјата реч. И им приоѓал на луѓето на нивно тло, како некој кој ги познавал нивните проблеми. Тој направил вистината да изгледа убаво, изложувајќи ја истата на најнепосреден и наједноставен начин, знаеме, преку параболи, со примери од секојдневниот живот. Поради таа особина, неговото учење се разликувало од учењата на сите останати. Значи, не зборувал како рабените. Вели, тој бил сериозен, секојаш сериозен кој е изнесувал вистината, тама работа. А често знаеме и сме сведоци на тоа да, па дури некојаш, и јас можам да се најдам во таква ситуација, не се изземам. И тоа се сеќавам на братот Перозо, денови му беше роден ден, баш му честитавме, J.C. Перозо, Јулије Цезар Перозо. Тој сами откажуваше дека на почетокот, знаете, по природа е таков, се уште, мислам, човекот си е таков. Многу често од катедра знаел да едноставно да се шегува. Знаем понекогаш и ние да се пошегуваме, не треба во тоа се претерува, и прашање е колку има место кога се изнесува вистината Евангелието за такво нешто, затоа што на вистина тоа е, човек треба да биде крајно сериозен, станува збор за живот и смрт. Значи бил секојаш сериозен, но не и жесток. Тој зборувал како оној кој требало да оствари одредена цел, укажувал на стварноста на вечниот свет. Во секоја тема го откривал Бога. Многу е ова кој би читале, меѓутоа еве. Никогаш не им ласкал на луѓето, вели овде. Тој никогаш не го зборувал она што би ја издигнувало нивната мечта, ниту пак ги фалел поради нивните остромни изуми. Меѓутоа, они што длабоко и непристрасно размислувале, го примале неговото учење и чувствувале дека тоа представува проба за нивната мудрост. Тие се восхитувале на духовната вистина, изразена на наједноставен јазик. Значи, за да може да ја разбират сите. Вели, тој не би можел да привлече кон себе толкаво мноштво кое го обкружувало, кога не би постоел благиот и сочувствителен дух што зрачел од секој негов поглед и збор. Имал сочувство кон сите. Страдалниците што му пристапувале, чувствувале дека тој лично е заинтересиран за нив. Значи, луѓето треба да почувствуваат дека ние сме лично заинтересирани за нивото спасение. Не е само за да му изрецитираме, ете, нешто од она што го знаеме. Вистински интерес да покажеме. Да имаме време, да не ве држам многу, еве ќе преминеме на другите цитати. Не ги напаѓал директно заблудите, туку ја изнесувал вистината. Нешто слично од предходниот цитат, но еве да го слушнеме и овој. Ова е на гората на блаженството. Знаете, една од најубавите негови проповеди, радикална проповед, која што воопшто не им била угодна за слушање на луѓето. Затоа што Исус зборувал работи кои што не биле сватливи за нив. Воопшто, значи, сосема спротивни на нивните сваќања, сваќањата на народот. Христос ги, и посебно на црковните лидери, Христос ги разочарал надежите во световна големина. Во беседата на гората тој настојувал да ги поништи, да го поништи она што е создадено со погрешно воспитување и дека на своите слушатели ќе им даде точна представа за своето царство и за својот собствен карактер.
сепак тој не ги нападнал директно заблудите на народот. Че внимавајте, не треба ние да излеземе сега и директно да почнеме да маваме по луѓето како Великден. Тоа се традиции, тоа. Не, туку, вели, ја видел бедата во која се наоѓа светот заради гревот, а сепак не им дал сликовит, односно, да, не им дал сликовит приказ на нивната бедна состојба, туку ги учил на нешто неспоредливо подобро од она што тие го знаеле. Значи, секојаш бил насочен на нешто подобро, не сега да директно почне да ги укорува за сето она кое што тие го правиле во незнаење, повеќето од нив. И денеска мноштвото на луѓе, она што го прават во незнаење. Затоа што какво знаење е тоа кога, како се каже и братјани, и многу мои пријатели и познаници имаат Библии во своите домови, меѓутоа какво знаење е тоа во Библијата не ја отвараат, ама баба ми, дедо ми, прадедо ми, па они сите така правеа. Тоа е таа традиција која што ја практикуваат, меѓутоа такво знаење не е знаење. Вистинското знаење, она здрава наука се наоѓа во Божјата реч. Вистината која што е исцелителна и спасоност. Сега и овој дел исто доста интересен за секој од нас. Избегнувал расправи. Иако јасно покажал дека не бил под никаква обврска да плаќа данок, ова е за оној храмски данок, Исус не стапил во судар со евреите околу тоа прашање, бидејќи тие погрешно би ги интерпретирале неговите зборови и би ги свртале против него. Че бил доста тактичен и мудар, знаел како да постапува. Не е остро, одсечно, не давам данок, пример. Или што имам јас да давам данок? Не. И еве ја поуката на крајот од сето ова. Колку што е можно, учениците, а денеска ние, требало да се трудат да не даваат повод за погрешно толкување на нивната вера. Ние денеска не смееме, треба да избегаваме да даваме повод за погрешно толкување на нашето верување, нашата вера. Иако не смеат да жртвуваат ниту едно начело на вистината, христијаните треба да избегнуваат судири секојаш кога тоа е можно. Без жртвување на начелата, меѓутоа да се избегнуваат судири, непотребни судири, кои што би можеле да едноставно предизвикат кај народот да имаат погрешно мислење за нашето верување. Исто еден добар совет. Во тој контекст и овој цитат еве случајот со кога му било поставено прашање кој е мојот ближен. Видите, овде вели, тоа прашање предизвикувало бескрајна расправа меѓу евреите. Зошто таа расправа? На нив многу им било јасно дека, да речеме, самарјаните или другите народи не им се ближни. Тие се нечисти, тие се кучиња. За нив нема спасение. Меѓутоа, расправата се водела околу тоа кој од мојот народ ми е ближен. Слепиот воопшто не ми е ближен. Или некој друг, некоја пониска класа. Кој е ближен? И дали Исус дебатирал околу ова? Не, вели овде, туку им дал еден убав пример со добриот самарјанин. И веројатно не случајно го искористил добриот самарјанин токму во оваа полка. Че уште еднаш избегнувал судири, не се вплеткувал во расправи беспотребно, туку преку примери, истакнувајќи ја вистината, сакал да ја втисне во умовите на своите слушатели. Во случајот кога почнале многу Јованови ученици да преминуваат на страната на Христа, знаете, кога Јован, кога го прашале Јован, тој рекол, тој треба да расте, јас треба да се смалувам. А како постапил Исус? Може да се случи овде голем раздор. Вели, властите во Иерусалим биле известени за успехот на Христовото дело, кој крстителот го примил со огромна радост. Јован Крстител бил
радосен за успехот на Христовото дело, знаел која е неговата задача и дека требало да укаже на јагнето Божие. Свечниците и равните били љубоборни на Јован, гледајќи дека под негово влијание народот ги напушта синагогите и заминува во пустина, но сега тука бил и оној кој имал уште поголема моќ да ги привлече мноштвата. Христос знаел дека тие нема да штедат напори за да создадат раздор меѓу неговите и Јовановите ученици. И како постапил? Тој знаел дека се подготвува бура, која ќе го понесе со себе еден од најголемите пророци, кои некогаш му биле дадени на светот, мислејќи на Крстителот. Сакајќи да избегне секаков повод за несогласување или раздор, тој тивко престанал со својата работа и се повлекол во Галилеја. Колку убав пример. Секојаш кога настапуваат околности кои се закануваат да предизвикаат, се извинувам, овој дел прескокнав, е важен, и ние исто така, останувајќи и верни на вистината, треба да се обидуваме да го избегнуваме сето она што би можело да доведе до несогласување или неслога, зашто кога тие ќе се појават, што е резултат? Неслогата и раздорот што резултира? Загуба на души. Секогаш кога настапуваат околности кои што се закануваат да предизвикаат неслога, ние треба да се угледаме на примерот на Христа и на Јован Крстител. Колку убава полука. Да Господ ни даде сила да сето ова навистина не остане само онака кажано или прочитано, туку навистина испроведено во живот. Како бил неговиот однос кон гревот и грешникот? Овде исто често пати знаеме да ја утнеме работата. Христовиот гнев бил насочен против лицемерието. Имате X примери, посебно со фарисеите. Неговиот гнев, значи Исус се гневел на лицемерието. Најстрашен греф е тоа. Против големите гревови со кои луѓето ги уништувале собствените души, го мамеле народ и му нанесувале срам на Бога. Во измамливите аргументи на свештениците и поглаварите тој го препознал делувањето на сатанските сили. Остра и продорна била неговата осуда на гревот, но тој не изговорил ниту еден збор на одмазда. Во него бил светиот гнев против кнезот на темнината, но не манифестирал никаква раздразливост. Па тоа е всушност и вистинскиот показател дали гневот е праведен или не. Гневот, праведниот гнев е насочен кон гревот, кон беззаконието, никако кон човекот, кон самата личност. Човекот е тој кој што треба да се спаси. Така и христијанинот што живее во хармонија со Бога и кој поседува благи својства на љубов и милост, ќе чувствува праведен гнев против гревот. Но страста не го наведува да ги хули оние што него го хулат, да им враќа милост за драго. Други кога ќе се соочи со оние кои поттикнати од силата од доздола ја бранат невистината, тој во Христа ќе го сочува мирот и власта над себе. Нема да почне да врега и да ги напаѓа. Затоа што и тие треба да бидат осведочени и тие треба да дојдат до спасение. Преку нив работи лукавиот. Често пати се несвесни воопшто за тоа. Еден исто многу мокен цитат, кој што изутринава го споделив и на интернет. Слушнете овој цитат. Исус никогаш не го купувал мирот по пат на компромис. Неговото срце било преполно со љубов кон целиот човечки род, но тој никогаш не бил попуслив кон нивните гревови. Повторно таа разлика. Го љубел грешникот, меѓутоа го мразил гревот. И никаква попусливост кон гревот. Нема ништо заедничко. Господ со беззаконието. Тој им бил премногу голем пријател за да молчи. Минатиот пат спомнавме, кога зборувавме за слепиот. Мизерни се тие луѓе, навистина ги жалам таквите луѓе кои што молчат, премногу молчат, дозволуваат да се случува околу нив, меѓутоа тоа тие ќе молчат едноставно за да имаат мир. Со братот, со пасторот, со не знам.
Меѓутоа, тоа само едно нешто покажува. Тоа покажува дека вие немате обзир всушност кон вашиот брат, вие сте ладни. Самите вие. Веројатно ја немате љубовта Божија. Не ви е дошло до неговото спасение, па веројатно ниту до своето. Иако можеби ќе бидете изложени на напади, можеби криво ќе бидете разбрани, можеби ќе почнат да не ве сакаат и така натаму, меѓутоа еве го Христовиот пример. Никогаш не склучувал мир по пат на компромис. Нема компромис со греот. Значи, тој бил премногу голем пријател за да молчи кога тие одале по пат што ќе ги упропасти нивните души. Души кои тој ги откупил со својата крв. Како би можел да молчи? Го дал својот живот, направил се и прави денеска се што е во негова моќ за да спаси макар и една душа. Тој работел на тоа човекот да биде искрен со себе, на својот возвишен и вечен интерес. Христовите слуги се повикани на истото тоа дело и мораат да внимаваат да не се откажат од вистината во настојувањето да спречат неслога. Тие треба да го бараат она што служи за мир. Знаете, ние не треба да бидеме, кога станува збор за вистината, како Македонија и Грчка. Знаете, со години веќе слушаме, треба да се изнајде заеднички компромис. Со вистината, кога станува збор за спасението, за вистината, немате заеднички компромис, бе, каков компромис? Со кого компромис? Што има денот со ноќта? Што има светлината со темнината? Кога станува збор за спасението и гревот од друга страна, нула компромис. Ништо, воопшто не треба да се спомнува зборот компромис. Тие треба да го бараат она што служи за мир. Да, вели Римјаните 14:19, но вистинскиот мир никогаш не може да се постигне преку компромис на начелата. Никогаш. Исто така, никој не може да биде верен на начелото, а да не најде на спротиставување. Ево, тоа што претходно го спомнав. Децата на непокорноста се противат на христијанството кое што е духовно. Меѓутоа, Исус им рекол на своите ученици, не плашете се од оние што го убиваат телото, а не можат да ја убијат душата. Знаете, ако имате страф од Господа, тогаш нема да имате страф од ништо друго. Ако немате страф од Господа, тогаш ќе се плашите од се друго. Оние што му се верни на Бога, не треба да се плашат од човечката моќ, ниту од сатанското непријателство. Нивниот вечен живот е безбеден во Христа. Тие треба да се плашат од тоа да не се откажат од вистината и на тој начин да ја предадат до вербата со која Бог ги почестил. Ние сме неверојатно почестени како народ и ја имаме вистината. Ама, дали може би тоа ќе го прокоцкаме, склучувајќи мир преку компромиси, за да биде мир во куќе, за да се биде мирно, за да не си замериме. Љубовта е тука, меѓутоа љубовта подразбира, вистинската љубов подразбира, што вели тамо во 3 глава Откровение, јас кого љубам и карам. Се приближуваме кон крајот. Накратко ова. Во неговите очи, во Христовите очи, секоја душа била драгоцена, иако секој се однесувал со божествено достоинство, се наведнувал со нежност над секој член на Божито семејство. Во сите луѓе гледал паднати души кои треба да ги спаси со својата мисија. Добро, во ред, да не читаме понатаму. Односно, тоа е меѓу последните цитати, јас сепак би прочитал дел од него. Вели вака, Христовите слуги не смеат да работат според диктатите на природното срце. Тие мораат да бидат во тесна врска со Бога, за да не се подигне нивното јас во случај на провокација и да искажат порви на зборови кои не се на свое место, кои не се како роса или како дожд што ги освежува растенијата кои овенуваат. Чи ние, кога сведочиме, кога работиме за паднатиот свет надвор, нашите зборови треба да бидат како роса и дожд, за да ги освежи и подигне. Сатаната сака тие да го, односно, значи,
Сатаната сака да се подигне нашето јас на провокации. Или овде сатаната сака ти да го прават тоа, бидејќи тоа е негов начин на работа. Ламјата е таа што се разгневила. Сатански дух е оној што се открива во лутината и обвинувањето. Меѓутоа, Божите слуги мораат да бидат негови представници. Тој сака тие да тргуваат само со небесна валута, со вистината која го носи неговиот лик и надпис. Силата со која тие мораат да го победат злото од Христовата сила. Христовата слава е нивна сила. Тие мораат да ги насочат своите очи на неговата милност. Тоаш ќе можат да го прикажат Евангелието со божествена тактичност и нежност. Духот кој останува благ и кога е предизвикан, многу поделотворно ќе зборува во прилог на вистината, отколку секој друг доказ колку и да е убедлив. Колку е важно, значи, како е нашето држење, став. Оние кои стапуваат во судрин со непријателите на вистината се соочуваат не само со луѓето, туку и со сатаната и неговите посредници. Тие треба да ги имаат на ум зборовите на Спасителот. Ете, јас ви испраќам како овци меѓу волци. Буквално е така. Господ не испраќа како овци меѓу волци. Нека почиваат во Божјата љубов и духот ќе им биде мирен, дури и при личните навреди. Господ ќе ги опреми со небесно оружје. Неговиот дух ќе влијае на умот и срцето, така што во нивните гласови нема да се почувствува завивање на волците. Да не испаднеме ние волци меѓу волци. Ние сме овци испратени меѓу волците. Треба да наистина да ги почитуваме овие принципи, овие правила, овој начин на работа кој што Исус ни го оставил за наше добро и за добро на светот околу нас. И на крајот, ова е последниот краток цитат, Божиот син бил подреден на татковата волја и се подпирал на неговата сила. Христос толку се испразнил себе си од своето јас, што не правил никакви планови за себе. Тој ги прифатил плановите што Бог ги одредил за него, а таткото од ден на ден ги откривал своите намери. И ние треба во толкава мера да зависиме од Бога, така што нашиот живот ќе биде едноставно спроведување на неговата волја. Нека Господ ни помогне да навистина тоа биде целта во нашите животи. Спроведување на неговата волја, да постапуваме како што Христос би постапил. Да делуваме како што Христос делувал. Тоа ќе биде добро и за нас, ќе биде добро и за другите. Нека му е слава на Господа и нека не води во остатокот на овој свет саботен ден и понатаму во нашите животи. Амин.